Почитувани, добре дојавте. Кога станува збор за аерозагадувањето во Скопје и во Македонија, во отсуство на плански и стратегиски мерки на надлежните, единствен сојузник на граѓаните во битката против загадениот воздух се временските услови, односно ветерот и другите метеоролошки појави кои можат повремено да донесат чист воздух за дишење. За ова, како и за можноста граѓаните да побараат правна заштита од институциите кои не превземаат ништо, да си кажеме денеска со професор доктор Трајче Стафилов од Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје и Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Како дополнителна провокација, пред да побарам ваш коментар на темата и за гледачите, уште едно мало дообјаснување. Македонските граѓани најголемиот дел од годината дишат загаден воздух, што директно го загрозува нивното здравје. Со години назад Македонија е апсолутен и несоборлив европски рекордер по највисока средногодишна концентрација на изложеност на атмосферски цврсти честички со диаметар помало од 2,5 микрометри. Повеќе од половина од вкупното население диша токсичен воздух, што е особено загрижувачки. Секоја година високите вредности на аерозагадување се директна причина за илјадници предвремено изгубени животи. Според новите гранични вредности на Европската унија, кои треба да ги имплементира Македонија, воздух со прифатлив квалитет во Македонија има само помеѓу половина месец до најмногу 4 месеци во годината, зависно од мерното место. И ова е помалку лошата вест. Уште пострашно звучи фактот што состојбата не се менува со децении. Ова не е само новинарска перцепција и впечаток на граѓаните загрижени за своето здравје, туку и научно подкрепена констатација. Не знам зошто скопјани се изненадени од високите концентрации во 2013 година, кога концентрациите на цврсти честички во воздухот во Скопје се секогаш високи. Некогаш достигнуваат 1000 микрограми на метар кубен, некогаш 100, но секогаш се над 50 и во летните и во зимските периоди. Изјави во 2014 година мојот денешен гостин, професорот доктор Трајче Стафилов од Институтот за хемија, а годинава тој вели: од 2002 година на секои 5 години вршиме истражувања на загадувањето на воздухот со тешки метали, особено во регионите каде што има историско индустријско загадување преку биомониторинг со мовови, со земање на мостри од истите места, за да ги следиме трендовите. Се испитуваат присуство на кадмиум, олово, цинк и можеме да потврдиме дека загадувањето кое сме го нотирале на почетокот на истражувањето го имаше и во 2020 година. Примерот си земавме и годинава во 2025 и се анализираат во моментов, но не очекуваме големи промени. И веројатно нема потреба од дополнителен коментар, еве ви давам вас збор да го дозаокружите овој мој вовет малку подолг во емисијата, во денешната емисија. Што е за вас пострашно, она што го дишаме или тоа фактот што состојбата не се менува со години? Ова како почеток па. Ако можам јас да продолжам на ова, како што рековте, провокација. Повелете, професор. Да, вистина е дека состојбите не се битно подобрени во однос на загадувањето на воздухот, заради тоа што отсуствуваат посеофатни мерки кои што треба да бидат преземени. Дел од нив се преземени во еден период пред оваа изјава од 12 година, во 1997-98 година, се приклучија топланите за централното парно грејење во Скопје на газ. Мерењата кои што беа вршени пред приклучувањето на газ на квалитетот на воздухот и после тоа покажуваат дека имаме извонредно подобрување на квалитетот на воздухот со одредени штетни токсични гасови, како што се сулфур диоксид и азотни оксиди. Претходните концентрации беа извонредно високи, например на сулфур диоксид во вакви периоди, на температурна инверзија беа и над 500 микрограми. После тоа ние во Скопје зборуваме за концентрација на сулфур диоксид 10, 20, 30 микрограми најмногу. Добро, сега ова добар пример од пред 27-8 години. Да, сакам да кажам дека кога се преземаат генерални зафати и мерки, имаме резултати. Меѓутоа, за жал, гасификацијата во Скопје и во Македонија, освен со гасоводната инсталација, која што се прошири скоро низ целата држава, приклучување на тој систем од страна на индустријата, на грејните системи и така натаму, е минимално. Ние дори имаме и примери, градови низ кои што поминува
не се приклучени. И дури индустријски објекти не се приклучени. Во Скопје има дел од индустријата која што е приклучена. Значи, една од мерките е таа која што, за жал, застана и пред 27 години. И не продолжи. Вршени се огромен број на студии се реализирани, укажувања, истражувања. Проблемот е, постојат елаборати, се знае што треба да направиме. Знаеме се. Нели, теоретски ако пристапиме, прво треба да се диагностицира проблемот, да се утврдат причините за загадувањето и потоа утврдени се причините и тие се генерално општо познати. И дадени се и можните решенија. Да. Значи треба само акција. Треба акција и пари. Значи треба да решиме, да одлучиме и да одвоиме средства. Отпочнавме со чистењето на Охис. Се донесе одлука и почна да се чисти Охис. Ќе го решаваме. Долго време, многу средства, но има желба и има... Оди бавно многу? Оди бавно, но еве, сега повторно имам информација дека се одобрени дополнителни средства да се заврши чистењето на малата депонија. Не чека големата депонија, Пеленица не чека, но треба, ако треба и чекор по чекор, треба да одвојуваме средства и да преземаме мерки. За жал, имаме дури примери каде што има екстремно загадување со многу токсични супстанции. Како што е примерот со Лоја, не јас секогаш него го наведувам како екстремен, бидејќи таму од сите критични жешки точки треба најмалку средства. И понатаму имаме на отворено 15.000 тони чист арсенов концентрат, кој што 50 години загадува. Така што треба еднаш да одлучиме. Јас го наведувам често примерот со на моја средба со еден колега од Холандија на еден меѓународен конгрес, кога тој ми прииде и рече како може вие да не преземате мерки, вака ви е лоша состојбата. Па реков, како вие во Холандија тоа го решивте? Неговиот одговор беше дека 70-тите години, па и 80-тите во Холандија сите имале чувство дека тие имале влада за животна средина. Фигуративно. Значи, се заложила владата, сите министерства, приоритет на решавање на проблемите со загадувањето, заради тоа што ги надминало сите критични граници во однос на здравието, на населението и така натаму, ова што вие пред малку го наведете. Еве, ние 50 години подоцна од Холандија, со месеци бевме оставени без министер за животна средина. Сега беше избран министер за животна средина кој од заминувањето на претходниот по локалните избори, нели? Што зборува веројатно и за свеста. Професорот Стафилов вели треба акција и пари, меѓутоа веројатно треба прво политичка волја и да решиме како општество, како заедница, како цивилизирани луѓе дека ни треба не министер за животна средина, туку влада веројатно на национален спас за животна средина, бидејќи сите заедно тонеме во ова. Трбевски, вие бевте на две надзорни расправи во собранието, кога станува збор за оваа тема. Таму единство не можете да видите или каков е вашиот впечаток? Па да, впечатокот е дека да, единство не може баш да се види и еве ако можам да се навратам и на прашањето што му го поставите на професорот Стафилов, мене тоа што ме фрустрира е што 50 години или од пред 30 години ништо понатаму суштински не се променило за да се подобри состојбата. Апсолутно. Мојот впечаток од надзорните расправи е дека апсолутно нема единство и не сме свесни дека овој проблем, сега ако навлеземе и во делот со политички работи, овој проблем траел од осамостојувањето, па дури и пред тоа, се до денес. И сите имаат своја одговорност повеќе или помалку и во креирањето на проблемот, меѓутоа и своја одговорност за решавање на проблемот, што денес гледаме дека не било правено. Еве ако професорот кажа дека имал успешен пример пред 27 години, едноставно нормално дека ќе се запрашаме зошто тоа еве и после 27 години немаме некој нов таков пример да споделиме. Сите го гледаме загадувањето, меѓутоа немаме, како што кажавте и вие, политичка волја. Не сме доволно свесни, не знаеме како да ги приоритизираме работите, да знаеме дека ако ова ни предизвикува, ако не е ова најголемиот проблем и ни предизвикува трошоци и во здравствениот систем и други економски и фискални трошоци имаме во државата, дека на тоа треба да му дадеме приоритети, да ги насочиме сите пари за 3, 5, 10 години да бидеме конечно да го решиме
овој проблем, меѓутоа нема политичка волја, не знаеме да приоритизираме, не одвојуваме доволно средства и едноставно мојот впечаток е дека дебатата во јавноста се сведува на тоа која влада има поголема вина во целиот проблем, меѓутоа се заборава дека владата и државата има континуитет и државата е виновна од настанувањето на проблемот до сега затоа што не ги превземала потребните мерки. И сега ако го ја вратиме дискусијата на теренот на правото, како што вика и Европскиот суд за човековите права, државата има позитивна обврска да ги превземе сите мерки што и стојат на располагање за да овозможи граѓаните да ги уживаат своите човекови права. Државата на крајот има и уставна обврска да им обезбеди на граѓаните здрава животна средина, односно нормален воздух за дишење. Меѓутоа, за тој правен аспект и потолкувањето на Врховниот суд, односно начелниот став од минатата година, малку подоцна, бидејќи засега, веројатно, освен метеоролошките услови, како што реков, дождот, снегот, ветерот во прв план, немаме друг сојузник во битката против загадениот воздух. Професоре, во владата имало некогаш и можеби погрешни луѓе на погрешни места во тој најважен клучен ресор за животна средина, меѓутоа има луѓе свесни, академски образовани, многу паметни, многу вредни и во ова и во сите претходни влади. И вие како академска јавност на тие научни трибини веројатно сте имале можност да размените мисла со нив. Дали некогаш сте разговарале што дишеме како луѓе, како граѓани на Скопје? Дали политичарите се свесни што дишеме? Што се тие, како ги велите, атмосферски тврди честички со мали димензии? Со диаметар помало од 2,5 микрограми. Секако сме имале прилика да разговараме, сме работеле на заеднички проекти. Експертите во Министерството за животна средина се свесни за целата ситуација. Но тие се соочени со проблеми од природата на кадровски недоекипираност и на средства. Јас ќе го земам како пример, да речеме, автоматскиот мониторинг систем за следење на аерозагадувањето. Нема доволна финансиска подкрепа, нема доволно кадровска екипираност, треба да се подржи и помогне и надгради тој систем. Не е доволно надграден, немаме доволно информации. Многу често, кои сега погледнете на сајтот нивни, некои од инструментите за некои станици не се во функција. Треба одржување на тој систем и треба во буџетот да се предвидат доволно средства, барем тие информации кои што ги следи тој систем да ги имаме како такви. Така што треба подршка, како што реков пред малку, генерална подршка и на луѓето кои што се во Министерството. Добро. Да може поефикасно да се работи. Јас би се надоврзал на ова што колегата го кажа пред малку во однос на одредени можности и мерки кои што може да дадат позитивни резултати. Пример за тоа е воведувањето на интегрираните еколошки дозволи, кои што се однесуваат пред се за индустријата. Нели, големите капацитети со А интегрирана дозвола во надлежност на Државниот инспекторат за животна средина, а помалите од со Б интегрирани дозволи на надлежност на инспекторите на општините, односно на градот Скопје. Со воведувањето на таквите интегрирани дозволи, инспекторатот врши надзор, некојаш редовен, некојаш вореден и така натаму. И многу од индустријските објекти беа задолжени, да не речам приморани, да инвестираат и да воведат мерки и имаме значителни подобрувања. Морам да наведам некои од тие примери. Како позитивен? Значи, имаме инструмент, го применуваме и имаме позитивни ефекти. Имавме ние сериозен проблем и затоа на листата на жешки точки некои од овие индустријски објекти беа ставени уште 2006 година. А тоа, на пример, е Макс Стил во Скопје. Електрофилтерот не работеше ефикасно, имавме загадување со прашина, прашината богата со тешки метали. А Макс Стил вложи, според нивни искажувања, околу 20 милиони евра за да го реконструира филтерот, да обезбеди зафат на прашината од тој филтер. Таа дури сега ја продаваат и имат бенефит финансиски. Значи, втор пример е Фени, кај што исто така се одвоја десетици милиони евра, се реконструира филтерот, сега немаме црвена прашина во таков обем како што имавме порано од џаците. Бучим ги реши проблемот на депонијата, ја покри целата депонија со почва и ја посади. Огромен простор, 80 метри е висината. Сите подземни и површински води ги зафати, дури од рудничката јаловина сега
произведува електролитен бакер. Електролитен бак фабрика направи десетици милиони евра инвестиција. Меѓутоа, за жал, овие позитивни примери за кои зборувате се исклучок, а не се правило. Односно се Има и други во помал обем индустрија која што е приморана со можности на инспекторатот и да ги затвори фабриките ако не работат или казни и слично. Силмак, односно Југохром, престана со работа затоа што газдата, собственикот, одлучи да не инвестира во филтри. Еве деновиве граѓаните протестираат пред Усија и бараат дислокација на фабриката. Што мислите вие за Јас тоа барање? Од медиумите видов дека и собранието на град Скопје донело таква одлука. Расправа и на заклучоци некој дека ќе се истражува како загадува Усија. Знаете како, ако вие имате надлежни органи кои што се должни да вршат надзор, ако имате дозволи кои што сте ги дале на одредена индустрија, и ако имате квалитетен надзор, и ако тој надзор утврди дека немате загадување кои што ги надминува дозволените граници, немате законски инструменти тоа да го барате. Ако докажете дека имаме загадување, не се преземат мерки, може да одите дури и на крајните мерки, затворање на фабрики и така натаму. Јас сум работел во индустрија и знам што значи изградба на фабрика, дислокација, многу сериозна работа. Дислокација значи изградба на нова фабрика, тоа се стотици милиони евра. Така што треба малку повнимателно и не толку популистички да се однесуваме како експерти, ама и како политичари. Тоа би била мерката ако дислокација е премногу скап потфат, ако се докаже дека Усија загадува повеќе од дозволеното. Тогаш инспекторатот има своји надлежности. Да забрани работа, додека не се решат проблемите, инвестиции во зафати, подобрување на филтри, подобрување на процес и така натаму и така натаму. Забрана на користење на горива, петрол, кокс или слично ако се користи, бидејќи сулфур диоксид се ослободува во повисоки концентрации. Така, да не наведувам сега конкретни податоци, но има начини, инструменти, има акредитирани лаборатории кои што можат да вршат мерење и ненајавено инспекторатот може да врши мерења такви. И ако тоа се утврди, инспекторатот си знае точно што треба да бара. Добро, и до одлука на затворање на фабриката. Во октомври 2024, значи пред година и неколку месеци, Врховниот суд излезе со начелен став на јавна седница, според кој им овозможи на сите граѓани да поднесат тужба против државата за загаден воздух. Она што го рековте вие, државата како мора по уставот да им овозможи чист воздух за дишење. Се промени ли работата? Има ли какво е вашето сознание како Сдружение на млади правници? Дали има масовни тужби на адреса на државата пред управниот суд или се случува ли нешто на тој план? Немам информација дека има поднесено голем број на тужби. Не знам дали воопшто има неколку тужби, дали воопшто има поднесено тужби после началниот став на Врховниот суд. Иако од една страна е позитивно и е исчекот напред тоа што Врховниот суд, највисокиот суд во државата, дискутираше за ова прашање, зазема став. Од друга страна во праксата можам да констатирам дека нема некое помрднување во позитивна насока и некако не гледам дека има некој позитивен ефект од началниот став. Се работи за свеста на граѓаните или пак за судската пракса? Не би рекол дека се работи за свеста на граѓаните, пред се би рекол дека ако нема доволен број на тужби, што е во прашање? Тоа што мора да се каже дека тој начален став е заснован на претходниот закон за управни спорови кој веќе не е во сила, тоест не е во сила веќе од, ако не се лажам, од 2021 или 2022, може грешам за годината, меѓутоа во суштина тој начален став е заснован на тој претходен закон кој сега не е во сила. И тоа е едната причина зошто тој начален правен став не доведе до некој позитивен чекор во судската практика. Она што е мој впечаток е дека некако навлегуваме можеби премногу во строг правен формализам кога ги толкуваме и кога ги гледаме сите законски одредби.
Не велам дека не треба да го има формализмот, затоа што и формата и постапката се дел од владењето на право и еден од елементите на владењето на правото, меѓутоа пак навлегувањето премногу формализам мислам дека ни штети. Зошто го кажувам ова? Затоа што еве како правник ако ги погледнам пресудите на Европскиот суд за човековите права, каде што многу пошироко се гледаат состојбите, многу пошироко се гледаат околностите и се утврдува повреда на одредено човеково право, ние кај нас во државата се уште имаме проблем или се уште не сме го поминале тоа скалило дали воопшто можеме пред некој суд да тужиме или да се расправа ова прашање. Затоа велам дека и начелниот став не понуди некој или не доведе до некој позитивен исчекор, затоа што ние за друга тема што се однесува за управување со водите, имавме поднесено по новиот, по сегашниот закон за управни спорови тужби и тие повторно ни се отфрлени покрај начелниот правен став. Отфрлени? Да. Начелниот правен став, ќе се обидам да го парафразирам, на Врховниот суд од 8 октомври 2024 државата согласно националната и меѓународната правна регулатива е должна да обезбеди здрава животна средина, а со непревземањето дејствија од надлежните јавни органи се повредува уставно загарантираното право на здрава животна средина и граѓаните можат да ја тужат. Тоа е тоа и колку што успеав да сватам, еве вие ќе ме поправите ако грешам, граѓанинот нема обврска во тужбата да наведе, да го напише виновникот за загадувањето на воздух, вода или почва во местото каде што живее, туку за тужена страна може да биде адресирана државата Република Македонија. Потоа управниот суд ќе треба да утврдува кој е виновникот, односно да го лоцира. Не би рекол дека е баш така, значи во секоја тужба мора да се даде околности и причини поради кои тужителот смета дека одреден субјект му го повредил правото. Да речеме, ние во 2019 година кога ги поднесувавме тужбите пред граѓанскиот суд за загадувањето и во Скопје и во Битола, нашите аргументи и ставови беа дека државата, односно министерството, владата и општината имаат своји надлежности дефинирани со закон, каде што треба да донесуваат стратегии, планови и сите други документи, и тие треба да предвидуваат ефикасни мерки, тоа што го каже и професорот. Ако пред 27 години тоа било позитивен пример дека топланите се приклучиле на газ и тоа дало ефект, да предвидуваат такви ефикасни мерки што ќе го намалат аерозагадувањето и ќе имаме воздух во тие законски дозволени граници. Значи, нашите аргументи беа дека и покрај тоа што државните органи имаат обврска, тие тоа не го испочитуваат, зашто понудивме и докази, каде што во суштина и самата држава, самото Министерство за животна средина и просторно планирање во своите годишни извештаи констатира определени состојби и неспроведување на законодавството, така што ние тврдевме дека поради тоа се доведува до ситуација каде што концентрациите на PM10 и PM2 частичките се надминуваат континуирано, а тоа пак доведува до повреда на правото на здрава животна средина. Кој е аргументот зошто се отфрлени? Како што кажав, според мене претеран правен формализам. Не, објаснување што го пишуваат. Да, судовите сметаат дека така ние како што сме поставиле тужбата сме барале утврдување на факти, односно само да се утврди дека животната средина била загадена, а не да се утврди дека некој не го повредил правото на здрава животна средина, правото на приватност на личниот и семејниот живот и правото на здравје, што ние не сметаме дека е така. Во таа смисла не е доволен аргументот и на Светската здравствена организација, па и на Институтот за јавно здравје во Македонија, кој констатира дека меѓу 3 и 5 илјади смртни случаи годишно се резултат на аерозагадувањето, директна последица, голем број на новороденчиња исто така. Дали ова не е аргумент за судот? Проблемот е што ние во сите постапки и било кои не само нашите и други постапки што ги имало пред нашите судови, воопшто не доаѓаме во таа фаза да дискутираме дали тие податоци и дали тие околности го повредиле правото или не. Ние уште имаме проблем да го преминеме тоа првичен чекор, за да каже судот дека да, кај мене пред мојот суд може да се расправаат овие работи, го завршуваме тоа поглавје, сега ќе навлеземе во суштината на предметот и ќе видиме дали сите овие околности и аргументи што ги наведувате го повредиле тоа право. Тогаш не го почитуваат начелниот став на Врховниот суд. Бидејќи Врховниот суд донесува начелен став во кој им гарантира на граѓаните право на здрава животна средина и ги повикува, односно не ги повикува, туку им овозможува, им кажува дека им постои можност да ја тужат државата ако. Така, меѓутоа како што кажав, начелниот став е пак базиран на претходниот закон за управни спорови кој сега не е во важност, а ние се уште имаме, пак ќе кажам, според мене претеран правен формализам и премногу строго ги гледаме законските одредби на начин што, пак ќе кажам, не го надминуваме ни првиот чекор
кога се поднесуваат тужби и уште не знаеме пред кој суд кој може да тужи и зашто може да тужи. Значи до тогаш додека го поминеме тоа прво скалило, само ветерот ни е сојузник и овие бавни мерки што на неколку години се случуваат и професорот Стафилов ги наведува како позитивни примери или како она што го кажавте сега на јавната научна расправа што се одржа минатата пред неколку денови, дека треба да се врши континуиран јавен притисок врз надлежните, бидејќи само тоа ни преостанува. Бидејќи рековте треба акција и пари, и ако има политичка волја, и ако ве прашаат како експерт кој со години се занимава го следи и аерозагадувањето и другите форми на загадување во земјава, кои мерки како приоритет би ги посочила? Од каде треба да се тргне? Ако зборуваме бидејќи системот е нефункционален, каде и да фатиме? По многу шавови низ години наназад е разурнат, институциите се такви какви што се, без доволно кадар, без опрема. Од каде да почнеме? Значи, ние имаме проблем не само со аерозагадувањето, туку имаме проблеми со загадување на водите и на почвите. Од таму произлегува и во одредени региони загадување на храната која се произведува. Што е најкритично? Ако зборуваме за, а сега е најактуелно, за аерозагадувањето, Скопје, но и во другите градови. Само во зимските месеци или генерално? Да ве прашам и да ве повикам на емисија во мај. Дали ќе ми речете дека најкритично е повторно аерозагадувањето? Да. Добро. Секако. Затоа што вие спомнавте дека аерозагадувањето продолжува, не толку екстремно како во зимскиот период, но продолжува и во останатиот дел од годината. Бидејќи ги знаеме генерално изворите на загадување, а не можеме да ја промениме климата. Не можеме да обезбедиме ветер. Во Скопје посебно, па и во другите градови во Македонија кои што се сместени во котлини, во вакви периоди кои имаме температурни инверзии и повисоки температури во погорните слоеви во однос на подолните, ние немаме вертикална циркулација, а во отсуство на ветер немаме и хоризонтална циркулација. Тоа значи дека во одреден ист волумен ние имаме континуирано емисија на штетни супстанции, концентрациите растат изворедно многу. А знаеме кои се изворите на тие штетни супстанции. Ние треба да работиме на случајот да ги намалиме емисиите. Емисиите знаеме од каде потекнуваат. Генерално потекнуваат од загревањето, потекнуваат од индустријата, сообраќајот, градежништвото и други кои што се евидентирани во голем број, како што реков, студии. Кога ги набројавте, сега ги набројавте по обем на загадување? По обем на загадување. Значи, загревањето е број 1? Да. Бидејќи се најголемиот дел од градовите, најголем број од градовите и местата во Македонија, односно домаќинствата се загреваат на дрва. Да. Значи, што може тука да се превземе? Максимално гасифицирање, како што спомнав и пред малку, воведување на газ, кој што е помал извор на загадување на воздухот, примена на други системи за загревање, проширување на централното парно грејење низ градот, да не дозволуваме да се откажуваат луѓето од парно грејење. Потоа решавање на алтернативни извори на загревање. Поголем надзор во индустријата, за тоа веќе зборувавме. Сообраќајот мора да го... На второ место рековте индустријата, да, значи поголем надзор, засилени контроли на сите капацитети и мерки. Со ефикасни мерки, крајни мерки и така. Казни, затворање на тие што загадуваат, без толеранција. Потоа сообраќај, велиме сообраќај. Сообраќај, ние и понатаму имаме релативно голем број на возила кои што не ги задоволуваат стандардите. И се уште се толерираат. Зошто? Какво е објаснувањето? Каква е вашата логика? Толкување не само моето, него тоа е и од други експерти сум го слушал. Социјалниот момент. Ефтини коли може да си дозволат луѓето ефтини, само не можат скапи коли, не можат нови. Така што на тој план треба да се работи да се елиминираат сите возила кои што не ги задоволуваат стандардите. Ние не може да си дозволиме да толерираме 4 години да не купиме електрични автобуси и да се користат автобуси на мазут и така натаму, кои што енормно загадуваат, а да не зборуваме за стари коли без катализатори, без системи за контрола и така натаму. И понатаму да ги регистрираме тие возила и да се во сообраќајот. Регулација на сообраќајот, ние имаме застои. Ние имавме во најзагадените денови од минатата седмица
тешки товарни возила поминуваани низ центарот. Не знам дали памтите вие, ама јас многу добро памтам дека во одредени периоди во Скопје се воведуваше систем на пар-непар. Значи, беше дозволено еден ден да возат само оние... Тоа беше пред осамостојувањето на државата. Мислам дека да. Само оние чија регистрација завршува со парен број. А следниот ден тие да не возат, туку да возат оние со непарен број. Значи, Тоа веројатно тогаш бил јавниот превоз поефикасен од денес. Помалку возила имаше и пак мораше да бидат Како стасуваа тогаш луѓето на работа? Се организира. Имаше јавен превоз подобар од денес. Не се возеа по еден во кола, туку по неколку. Градскиот сообраќај беше поефикасен и така натаму. Значи, има наведени се сите овие мерки во студии, во елаборати, во заклучоци, стратегии. Значи не ни треба нова студија од почеток да истражуваме кој најмногу загадува и како против мерките. Се е веќе познато, само треба политичка волја, акција и пари. Точно. Колку пари би чинел овој проект? Еве да се тргне на пример од загревањето, од промена на дрвото како најтрошено не можам да кажам точно сума, но многу средства се потребни. Ама ако ние 20-30 години воопшто не сме одвојувале, значи ако сме одвојувале секоја година по одредена сума, ќе се собереа за 30 години многу средства, ќе имаше ефекти од сето тоа. Мораме да одлучиме дека ќе одвоиме, ќе намалиме на други места. Знаете што? Немаме ни една студија, барем јас не сум имал прилика да видам колку губиме материјални средства, независно што губиме животи. Колку губиме средства во здравството за лечење на заболувањата од аерозагадувањето. И ако тие средства ги знаеме колку се, да ги прелееме во мерки, ќе ги намалиме трошоците во здравствениот систем. Од тој аспект и на тој начин треба да го гледаме овој проблем. Не можеме ние да си дозволиме 3-4 илјади животи да губиме годишно, тоа е однос на бројот на населението, огромна бројка. Тоа се човечки загуби за да сега лаички кажам, не сум лекар, нели, за да дојде до смрт децении лечите таков човек, така, тој е болен од тоа аерозагадување. Децата ни се разболуваат. Ги лечиме, трошоци, лекови, медицински установи и така натаму и така натаму. Тој аспект мора да го имаме предвид. Кога размислуваме, ова апел политичарите кога размислуваат или пред се и тие што одлучуваат, надлежните мора да го имат и овој момент. Уште збор два само за градежништвото. Го наведовте како четврт фактор за загадување градежништвото. Кога велите на градежништвото, што покажуваат тие научни студии? Колку градежништвото и како на кој начин загадува градежништвото? Со одреден процент загадува заради тоа што отсуствуваат мерки при ископи, работа се емитира прашина. Од тој аспект. Таа може би е неутрална прашина, но во зони каде што имаме загадени почви, тоа ще емитираме и загадена почва. Добро, Трпевски како Македонско здружение млади правници, односно и како активист за животна средина во оваа институција во која работите, нели застапувате претежно такви предмети. Еве минатата седмица кога беше пикот на аерозагадувањето во Скопје, имаше препораки. Јас велам мерки или препораки за да не се излегува од дома. Дали е тоа единственото нешто што им останува надлежните во услови кога мерки сеопфатни нема? Или може и подобро и во вакви ситуации, оние краткорочни мерки да се зајакнат и нешто по-силно да се превземе во услови кога системот е таков каков што е, нефункционален, а стратегија јасна и план голем нема? Очекувате ли поголем ангажман на институциите во дадени услови, вака како што е сега? Јас очекувам континуирано и до сега сум очекувал да има поголем ангажман и тој поголем ангажман мора да се случи. Ваквите препораки секако дека треба да ги има во ситуација кога имаме енормно загадување. Уште поапсурдно би било пак институциите да бидат неми и да нема никакви препораки, меѓутоа ваквите препораки на институциите доколку не бидат придружени со планирање, ефикасно планирање на ефикасни мерки што за 2, 3 или 5 години ќе дадат реален ефект со намалување на концентрацијата на загадувачите,
не би имало никаква поента. Така што ваквите препораки мора да бидат придружени со и поголеми средства, и подобра екипираност, и поголема политичка волја. Само збор два сакам да кажам за она што кажавте дека што ни останува на нас граѓаните да направиме, дали е само јавниот притисок решението. Покрај јавниот притисок мислам дека мораме да направиме и институционален притисок. Како еве ние тоа сме го направиле преку сите тие тужби кои во изминатиот период сме ги поднели и за кои очекуваме, затоа што веќе имаме 2 предмети пред Европскиот суд во Страсбург. Очекуваме од таму притисок, на некој начин, односно очекуваме успешна пресуда која ќе направи институционален притисок врз нашите судови институции. Од друга страна, сите ние како граѓани што треба да, или што можеме да направиме во сите овие ситуации, да пријавуваме во инспекторатите, дали на локално, дали на државно ниво, не е воопшто битно од аспект на граѓани, затоа што инспекторатите меѓу себе мора да соработуваат и иницијативите да си ги препраќаат кога не се надлежни, значи да информираме до инспекторатите, да пријавуваме во полиција ако видиме дека некој гори на отворено или загадо или излегува некој чад, значи покрај инспекторатите ни стојат на располагање и полицијата, затоа што тоа е едниот начин за институционален притисок, чисто само како успешен пример за институционален притисок, кога беше проблемот со комуналниот отпад во Скопје. Ние како здружение пријавивме до комуналните инспектори, првично добивме одговор како што добивме, кој го објавивме јавно, меѓутоа после дополнителен, ајде да речеме, институционален притисок врз инспекторите, крајниот исход беше дека извршилен надзор во јавното комунално предпријатие и на крајот го казнеле и директорот и самиот комунално предпријатие поради тоа што не постапувале согласно нивните програми. Така што само преку такви чекори за институционален притисок можеме да очекуваме покрај јавниот и овој да донесе некоја ефикасна промена во државата, ефикасна промена на системот. Кога очекувате одлука на Европскиот суд за човекови права од Страсбург? За жал тоа не може да се каже точно, затоа што таму постапките се релативно бавни. Нашата апликација за предметите за аерозагадување за воздухот во Скопје е поднесена во 2022 година и се уште е во некоја, да речем, почетна можеби фаза во Европскиот суд, а таа за депонијата, за дивата депонија во Струга ја поднесовме оваа година, така што таа е релативно, ајде да речем, пресна. Меѓутоа секако очекуваме позитивна одлука од таа. Мора да завршуваме. За крај само уште едно прашање. Имаме нова локална власт, имаме влада од година и половина од мандатот која исто така ветуваше битка против загадувањето. Што конкретно очекувате? Имате ли поголеми очекувања и надежи од надлежните или спласна на надеждите со оглед на првите чекори што не се превземаат? Јас би бил задоволен да се реализира онаа програма на владата во однос на животната средина која што беше најавена. За овој период од година и пол не гледам значителни мерки дека се преземаат, се надевам дека во преостанатиот дел од мандатот ќе ги интензивираат тие мерки. Мојот впечаток или моите очекувања, гледајќи ги развивањето на локално ниво, имам некоја поголема надеж, затоа што се преземаат различни мерки и различни чекори во различни области, не само во областа на животната средина, така што тоа ми влева надеж и во животната средина дека се преземат некои ефикасни мерки, но останува на времето да видиме дали првичните најави ќе се изјаловат низ текот на годините или навистина ќе се продолжи со истиот интензитет и ќе имаме ефикасно решавање на проблемот. Бојан Трпевски, Македонско здружение на млади правници, професор Трајча Стафилов, Институт за хемија ПМФ Скопје. Ви благодарам многу за денешното учество во Да си кажеме. Благодарам за поканата. Почитувани, останете со нас. Останете со програмата на Телма, имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.